Во ова видео ќе зборуваме на следните три теми: губиток на свест, несвестица и повреди на главата. Замислете додека се шетате со вашето дете во голем затворен трговски центар, а поминале повеќе од 2 часа, наеднаш вашето дете почнува да се жали на темнење пред очите, на мачнина, на главоболка, пребледнато е и оросено со ладна пот и наеднаш во еден момент паѓа на подот. Но најпрво, пред да кажеме што треба да се направи, на што да обрнете внимание, најпрво да објасниме неколку работи. Што значи губиток на свест? Тоа значи промена во свесноста и интерактивноста кај детето од различни причини. Нереактибилно дете не може и нема да одговори на вашите повици или на допир. Но има неколку симптоми и знаци на кои што треба да обрнете внимание. Невообичаено однесување. Значи успорен говор, променет говор, пребледнато дете, успорено или силно вознемирено, понатаму невообичаено, поспано или збунето дете. Од друга страна пак нереактибилно дете не реагира ниту на вашиот допир, не реагира ниту на вашите повици. Но да се вратиме на нашиот случај, кој што го опишавме малку претходно. Значи, на вашето дете му беше лошо, се жалеше на мачнина, на темнење пред очите, беше пребледнато, росено со ладна пот и наеднаш се струполи на земјата. Што се случува? Тоа е појава на несвестица или краткотраен губиток на свест. На што да обрнете внимание, на кои знаци и симптоми? Вртоглавица, конфузност, пребледнатост, оросено со ладна пот, гадење, мачнина, темнење пред очите. Кои се може да бидат фактори? Престој во затворена, долготраен престој во затворена просторија, долготрајно стоење кај малите деца во едно место, замор, стресот, болката, силни психички емоции, глад, болести и така натаму. Многу други причини може да има за појава на несвестица. Кажавме на што да обрнете внимание, но треба да објасниме и што треба да направите во тој случај, кога на вашето дете ќе му се слоши и ќе изгуби краткотрајно свеста. Едноставно приоѓаме до детето, забележуваме дека диши, гледаме кривање на градниот кош и едноставно ја подигаме главата, да поставиме нешто под главата и после тоа ги креваме нозете под агол од 45 степени. Очекуваме за многу кратко време да ја поврати детето свеста. И еве, нашето дете ја поврати свеста, можеме сега да го прашаме што се случи и дали има некаков проблем. Секако, доколку не се поврати свеста, за половина минута до 1 минута ќе побарате стручна помош. Од друга страна, има неколку други знаци на кои што треба да обрнете внимание откако детето е повратило свеста. Тоа е доколку се жали на гадење, на вртоглавица, на главоболка, на мачнина или доколку забележите некоја повреда на главата. Тогаш исто така ќе побарате стручна помош. Но сепак да напоменам уште неколку работи. Како да постапувате во случај кога детенцето е реактибилно и диши, а краткотрајно изгубило свест? Едноставно, ќе го наблюдувате понатаму за евентуално појава на знаци на повреда на главата или потрес на мозокот. Од друга страна, доколку детенцето е нереактибилно, но сепак диши, во тој случај, а не се возвратила свеста после 30 секунди до 60 секунди од како сте ги кренале нозете, во тој случај ќе повикате брза помош. И може евентуално да постапите како да се сомневате како да има повреда на вратот. Доколку детето е нереактибилно и не диши, односно има глад за воздух, во тој случај има две можности. Доколку сте сами, прво ќе го згрижите детето, односно ќе спроведете реанимација во тек на 2 минути, дури после тоа ќе повикате брза помош, или доколку не сте сами, друг ќе повикува брза помош, а вие ќе спроведувате реанимација. Но има и други ситуации кај дечиња под 1 година најчесто, но се јавува и некаде до кај година и пол, 2 години старост. Тоа е така наречено заидување, повторно краткотрајно губење на свеста. Најчесто се јавува при плач.
Значи детенцето плаче и наеднаш забележувате дека само го испушта воздухот, а не вдишува, не зема воздух. И само забележувате дека може да пребледне, може дури краткотрајно да помудри, пред да земе здив и да продиши. Едноставно 20 до 45 секунди трае оваа состојба и самата се решава, нема потреба вие нешто да направите. Единствено може само за градичките да го протресете. Ништо повеќе нема потреба од други постапки. Но да замислиме уште една ситуација. Додека вашето дете си игра на игралиштето, се лула на лулашката, во еден момент губи рамнотежа и паѓа. Како додека паѓа, си ја удира и главата. Забележувате крв од главата, забележувате силен врисок, проследен после тоа со силен плач. Запомнете неколку работи. Прво, површните рани на главата лесно крвават, но не се толку страшни. Пострашни се оние крварења кои што се јавуваат внатре во мозочните структури. Од друга страна, посериозна појава е така наречен потрес на мозокот. Што значи тоа? Значи може дури и да има краткотраен губиток на свест, но и не мора. Во нашиот случај детенцето остана свесно и будно, се јави силен врисок и после тоа продолжи силно да плаче. Потрес на мозокот се јавува заради нарушена функција, но не и заради оштетување. Во кои се ситуации може да се јави потрес на мозокот? Во секоја ситуација кога имаме удар на главата, дали е пат на глава или удар. Детенцето додека трчало си удрило главата или некој предмет удрило во детенцето како што е топка или бейсбол топче во движење, со голема брзина на движење. Уште една работа. Плач веднаш после удар најчесто не е сериозен симптом. Но што може да биде алармантен симптом кој што треба да ве наведе да помислите дека се работи за потрес на мозокот. Тоа се дупли слики, тоа е мачнина, дури неколку часови после појавата, после ударот на глава. Осетливост, чувствителност на светлина, на силни звуци, дури заматен вид, истоштеност, конфузност. Секако, овие симптоми и знаци може да се јават до 3 дена после ударот на главата. Значи, во тек на 3 дена треба само да имате на ум, доколку се јави некој од овие симптоми, дури проблеми со одот, со рамнотежата, во тој случај треба да побарате стручна помош. Уште една работа. Краткотрајна зашеметеност, веднаш после удар, не е исто што и нереактибилност или губиток на свест. Губитокот на свест може да трае од половина минута, неколку минути, па и повеќе часови, па дури и подолго. Но еве уште една ситуација. Што да направите доколку вашето дете изгубило свест, но при тоа се јавило повраќање? Не е реактибилно, не е свесно, има дишење, но наеднаш забележувате дека почнува да повраќа. Едноставно ќе го завртите на страна. Како тоа се прави? Значи, спротивната рака ја кревате нагоре, раката од вашата страна ја поставувате врз првата, ја подвиткувате ногата од вашата страна и во еден акт го вртите детето на страна. И на овој начин дишните патишта се заштитени од повратени маси, од секрети. Ќе продолжи да диши, без опасност од било какво задушување. Еве уште една ситуација. Вашето дете падна од лулашката, си удри главата, но не реагира, не станува. Забележувате крв тече од главата, забележувате дека диши, но не реагира. Исто така имате потреба да го преместите детето од тоа место. Но не знаеме, бидејќи не е реактибилно, не знаеме дали го повредило вратот или не. Како тогаш безбедно да го преместиме детенцето? На следниот начин. Значи, како тоа да го направите? Со дланките ги фаќате рамењата, а со подлактиците ја стабилизирате главата. И на тој начин, кога сте сигурни дека е стабилна главата, ќе го повлечете детенцето од едно место на друго, без да ја движите главата или вратот. На овој начин безбедно ќе го преместите детето од едно на друго место, без при тоа да го движиме вратот или да ја движиме главата. Секако ова беше посериозната ситуација.
Помалку сериозна ситуација би била кога вашето дете е свесно, реактибилно, силно плаче, меѓутоа има крварење од главата. Што тогаш да направите? Покрај тоа што ќе го утешите, ќе го згрижите, секако доволно е било каква тканина да земете, да биде чиста и само да притиснете со неза на местото од крварењето. Ќе почекате минута, 2 до 3 минути и тогаш очекуваме крварењето да престане. Исто така, доколку се наоѓате дома, имате можност за ладна облога, можете локално и ладна облога преку ваква една тканина да ставите. И на тој начин ќе го санирате крварењето. Доколку се работи за поголема посекотина рана, во тој случај можеби ќе треба да побарате и стручна помош за санирање на таа рана. Ја саниравме раната на главата, престане да крвави, детенцето се смири и сега бара да спие. Што да направиме во тој случај? Доколку е време за спиење, доколку немаме други симптоми и знаци за потрес на мозокот кои што ги напомнавме претходно, во тој случај е безбедно да одспие од прилика 2 часа. После тоа треба да го разбудите и повторно да обрнете внимание на можна појава на претходно наведените симптоми и знаци. Но доколку не е време за сон, во тој случај не го оставете да спие, веднаш побарајте стручна помош. Запомнете дека сонот, самиот сон не ја нарушува функцијата на мозокот, не го бутка детето во кома или да изгуби свеста. Едноставно вие не ги гледате оние алармантни симптоми и знаци за да знаете дека треба да побарате стручна помош.